Почитувани, добро утро, секое утро, да. Продолжуваме понатаму. Јас веќе најавив со кого ќе разговарам. На моје задоволство и за оние што сите нас не се многу важни дечињата и токму затоа ова утро ќе разговараме и за нив и за состојбата со респираторни инфекции за ковидот, исто така доктор специјалист Александар Сајковски од Систина. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Како што веќе најавив, ајде за нашите најмили, за дечињата. Граѓаните револтирани за сето она што не се случува и за големата бројка на заразени. Велиме дека децата, може би да се заразат со ковидот или се преносители, меѓутоа станува збор за помал процент може би, но сепак да слушнеме од вас како ковидот го преживуваат децата. Па, знаете како, еве и последните податоци што излегоа од Заводот за статистика кај нас, на вистина е дека бројот, вкупниот број на деца кои што се разболуваат од COVID-19 не е така висок како процент споредено со возрастната популација. Тоа има и кај нас медицинско објаснување заради структурата и анатомијата на дишните патишта. Меѓутоа, сепак и се јавува COVID инфекцијата, COVID-19 се јавува кај децата. Според последните податоци, негде околу 2% од заразените диагностицирани, збориме кај тие кои што е поставена диагноза, се деца во првите 9 години од животот. Меѓутоа, она што морам да напоменам, што мене лично секогаш ми сметало како педијатар, ја не би сакал да манипулирам или шпекулирам со проценти и бројки. Зашто? Затоа што кај децата кои што ќе се разболат, еве сега да напоменам еден друг податок битен, тоа е дека навистина 51% од децата имаат поблага клиничка слика. Меѓутоа, кај 8% се развива многу тешка клиничка слика. Кои се тие 8%? Дали предходно се со некоја? Тоа се обично деца кои што имаат и предходно хронични респираторни инфекции, значи ние ги викаме повторувачки или рекурентни или да кажеме се склони кон респираторни инфекции. Деца кои што имаат алергиска конституција, деца кои што имаат алергиски манифестации, деца кои што прават обструкции, значи деца кои што имаат нешто понизок одбранбен систем од другите своји врсници. И така да, јас кога збориме за бројки од аспект тој, за мене секој дете е дете, не можам да го сврстам во некаков процент. Но она што морам овде да го напоменам е фактот што и го очекувавме и се случува, тоа е да во фаза кога ќе дојде до поизразено аерозагадување, кога ќе паднеат температурите како што е случај кај нас сега, дека ќе се прошири бројот на болни со COVID-19, затоа што аерозагадувањето му помага на вирусот да се рашири во околината, значи да побрзо се... Дали мислите еве дека во моментот она што не се случува, би сакала еве и како доктор ваше размислување според бројката на заразени која секојдневно расне или пак е над 1000, нели? Дали аерозагадувањето си го прави своето? Да, аерозагадувањето го прави дефинитивно своето, тоа е сигурно. Иако вие можете да видите релативно високи бројки во други држави каде што има релативно помало аерозагадување, меѓутоа процентуалниот однос кај нас е навистина многу висок. Знаете, аерозагадувањето е еден навистина подмолен убиец на населението на планетава Земја, затоа што ние често пати ги гледаме во оние извештаи концентрацијата на PM10 честичките, PM2,5 честичките. Колку се високи во текот на денот, следиме. Клучен проблем во аерозагадувањето можеби не е PM10 честичката која се задржува во горните дишни патишта, бидејќи е поголема. Поопасни се сите оние честички кои што се под 2,5, еден и помалку од еден, односно чадот, односно прашината која што се јавува и која што може да се исталожи во најмалите дишни патишта, а на која погодува закачување на вирусот, у случајов COVID-19 или некои други вируси, или на, да речеме, алергени како што е полен. Лесно се пренесува. Да, тие... Токму и затоа треба маските да ги носиме на отворено. Вие се сеќавате дека се зборуваше за носење на маски предходните години пред да излезе COVID-19 заради аерозагадувањето. Меѓутоа, опасноста е во тоа што малите честички, доаѓајќи во најмалите дишни патишта на плуќата, прават едно хронично воспаление.
И тоа хронично воспаление предизвикува ослободување на секрет, ослободува реакција на телото, трошење, ако така да го кажем наедноставно, малку на имунолошкиот систем во тој дел, и тоа хронично воспаление може да доведе до појава на низа болести, како што е хроничен обструктивен бронхит кај деца, астма и некои други заболувања кои што се ризични кај децата. А сето тоа го носи аерозагадувањето. Да, убаво кажавме и се потсетивме дека и пред короната сите ние апелиравме, односно се апелираше да се носат маски токму поради аерозагадувањето, за да не се јават овие респираторни инфекции. Па да, знаете како, не сега со ковидот. Ако ја видите еволуцијата човечката, значи она што се случува на планетава Земја, ваквите глобални проблеми на земјината топка почнуваат од почетокот на индустријската револуција. Значи 160.000 години пред индустријската револуција, записите што ги има и истражувањата што се правили покажуваат дека луѓето немале такви проблеми. Меѓутоа, особено последниве 60-70 години, збораме на глобално ниво, има страотно аерозагадување на многу делови на планетава Земја, а со тоа и појава на болести. И впрочем, COVID-19 е инфекција која го покажа тоа, од аспект на тоа кога огромен број на земји направија така наречен локдаун, едноставно загадувањето во многу земји се намали заради намалување на индустријските капацитети. Капацитети индустријски, така. Но тоа е зло со кое треба навистина да се бориме. Многу во кажавте подмолен убиец и тоа да не го забораваме, барем во свеста да ни е. Да, тоа е навистина подмолен убиец на кој што вие не гледате, значи не го чувствувате првиот момент, меѓутоа на тоа се надоврзува се она другото кое што е као хронично воспаление. Ако на тоа го додадете моментот на така наречено активно и пасивно пушење, значи активното е пушачите, пасивно е оние што го дишат чадот, тоа е уште плюс дополнителен иританс на плуќата. Сето тоа се предуслов да имаме хронично воспаление на дишните патишта, хронична активација на имунолошкиот систем и појава на заболувања кои што и не сме ги очекувале респираторни инфекции. Впрочем, доказ за тоа е дека, например, во педиатријата, порано, ако се вратите 100 години на назад, учесталоста на некои болести како што е астмата, како што се автоимуни болести кај деца, како што е малигни болести кај деца била многу мала. Денеска е тој број драматично зголемен. Еден од тие подмолни фактори е и аерозагадување. За жал. Меѓутоа, добро е барем вака што ќе слушнеме од еден доктор специјалист, ако ништо друго, за да знаеме што е она што треба да го сториме. А тоа е чистиот воздух, да го бараме и за дечињата. И ние како родители, барем ако ништо друго, времето кога сме слободни да одиме некаде каде што може да се диши тој чист воздух. Меѓутоа, потоа комбинацијата кога повторно се враќаме. Меѓутоа, дали ќе покаже било каков резултат со вдишувањето на чист воздух ако некаде отидеме на планина, затоа што тоа ни е потребно на сите, поготово на дечињата. Сигурно, сигурно. Сакам да ви кажам дека во овој момент сега, во оваа состојба сега како што сме, единствен алтернативен начин, односно директен и алтернативен начин за да се дише колку толку чист воздух е да го однесете детето на место каде што не е загадено, односно на планина. Така. На место каде што имаме чист воздух и немаме аерозагадување. Ако сте веќе во котлината, во Скопје или во било кој друг град, Тетово или било кој друг град каде што има големо аерозагадување, единствен алтернативен начин во моментов е да се користат пречистувачи на воздух кои што во домашни услови зборам, кои што фактички ќе го прочистат воздухот и ќе го направат барем во средината во кој што престојува. Сепак според вас е препорачливо да си имаме во домовите нешто такво, поготово за оние дечиња кои не се да кажаме така народски да се изразам нежни, што се однесува за респираторни инфекции или со алергии, како што кажавме, оние кои спаѓаат токму во таа група, па на ваков начин можеме барем колку толку да помогнеме. Да, апсолутно, тоа е еден од начините, се извинувам, само сега да надополнам, значи тоа е еден од алтернативните начини да помогнеме, но тука треба да им се каже на гледачите
преводачите дека не е тоа дека ние детето го чуваме во стаклено звоно. Зашто? Затоа што таа хронична воспаление кое што се јавува кај децата е поизразено колку подугачко во денот е изложено на загадувањето на кое дише. Так. Затоа у суштина ние треба да го практикуваме и да имаме нешто такво во домовите. За респираторните инфекции, еве за ковидот, од ваше лично искуство, како барем од самиот почеток на епидемија па пандемија и досега децата сето ова го преживеа? Се насмеав, знаете зашто? Затоа што морам да бидам искрен и најголемите умови на оваа планета сгрешија кога е ковидот упрашање. Вие ќе видите од почетокот на првите пациенти, најверојатно пред Нова година беа негде крајот на 2019 во Кина, сгрешија затоа што сите мислевме и очекувавме дека и COVID-19 ќе се понаша како сите други пандемии со циклус од 100 дена и така натаму. На почетокот во цел свет се мислеше дека највулнерабилна група ќе бидат децата. Испадна дека најосетлива се постарите луѓе со хронични заболувања и тоа, да речеме, во ход ни покажуваше каде грешиме. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека дури податоците кои што ги даде Светска здравствена организација, прво нели асимптоматските пренесуваат, па асимптоматските не пренесуваат. Дека децата дури се и преносители. Да, значи сакам да кажам реално многу компоненти не ги знаевме за овој вирус. Многу работи требаше да ги учиме како се појавуваат, како течеше оваа пандемија во светот, но дека е ризик и за децата е неспорно ризик. Знаете како, преска ги спомнав оние проценти, ако 8 до 9% од децата, најчесто 8% развиваат тешка форма на клиничка слика на COVID-19 инфекција, тоа значи на 108. Тоа е за мене, како педијатар, висока бројка. Без оглед што денеска ќе чуете, и тоа е она што мене ми е многу фрапантно, ќе чуете различити препораки, ајде да кажам така, од тоа дека ковид не постои до тоа дека постои, нели, разноразни теории. Така. Ние реално имаме вирусна инфекција. Ние реално имаме форма на коронавирус кој што се појави, иако ги има уште доста други коронавируси, кои што се и најчести причинители за инфекции респираторни во минатото. Сега ние реално тоа го имаме. За да немаме ефикасен антивирусен лек кој што може него да го спречи, во очекување на вакцината, единствен начин да се спречи ширењето е она дистанца, маска, нели, хигиена и така натаму. Значи, реално е тоа. Да. Мора да бидеме реални и едноставно. Меѓутоа, еве, кога говориме за респираторните инфекции, сега исто така сезона на грипови, на настинки, на разноразни други вируси. Како да се едноставно, што е она што прво треба да го сториме кога ќе добиеме симптом? Веднаш велиме дека ни е корона или поточно COVID-19. Што треба да сториме во моментот кога било каков симптом ќе ни се пројави, а не мора да значи дека е COVID-19? Па, сега, што би рекле... И кај дечињата исто така. Да, за кај децата особено. Значи, сега луѓето дуваат и на ладно млеко. Но така е, да. Вистина. Значи, било каква минимална температура покачена, веднаш се врзува за COVID-19. Тоа апсолутно не мора да значи дека е се COVID. Тоа е дефинитивно сигурно. Значи, тоа, јас советувам, например, кога се пациентите упрашање, значи, пред се, треба да се, значи, контакт со својот лекар, да се направат основни лабораториски анализи од типот на крвна слика, ЦРП, има еден прокалцитонин и така натаму. Значи, оние основни лабораториски анализи кои што може да ни покажат дали тој возрастен човек или дете иде у линија на COVID или не. Затоа што и крвната слика има некои своји карактеристики и така натаму. Кога е COVID-19 во прашање. Кај децата денеска, например, има, еве и кај нас во Систина има доста дечиња кои што доаѓаат, кои што немаат COVID-19, имаат сосема други инфекции. Сега се почнати и ротавирусните инфекции кај деца кои што не се вакцинирани, аденовирусните инфекции, така да
има и други инфекции кои што се шират, а у суштина се плашат родителите да не Да, сигурно сум дека се во паника и виднаш реагираат и мислат дека е ковид. Топло им советувам на сите, така? Значи при појава на било каков симптом, без паника, без страф дека сме одма COVID-19 инфекција, меѓутоа да се направат основните лабораториски исследувања. Така. Би сакала еве пред самиот крај едни препорака или пак совети од ваша страна за родителите, веќе нешто и начнавме, кажавме, затоа што да, живееме во пандемија и сите стравуваме и исто така дека дечињата се преносителите. Што се однесува и за маските, колку е исто така за дечињата да носат маска, затоа што тоа е нели исто така знак прашање, оние кои посетуваат и физичко присуство во училиштата треба ностоп да бидат со маска. Кој е вашето размислување околу тоа, деца со маска? Проблемот со децата со маските доаѓа од нивната биологија и анатомија. Децата дишат побрзо, целиот метаболизам кај децата е многу побрз од нашиот. Децата дишат побрзо, срцевата акција е побрзо, мозокот побрзо им работи, ако правите снимање ќе видите. Значи, генерално активноста на секој дете е многу повисока од нашата од возрастните. Во тоа дишење, преку маска за децата со брзо дишење, може да биде проблем носењето маска. Ама тоа е сега ризик двоен, нели, не носење на маска и така. И едноставно еден од големите проблеми е држањето на дистанца кај децата, што у суштина е многу тешко да се направи. Само сакав да напоменам во тој дел дека ги замолил гледачите, кога станува збор еве и за ова, моја препорука е да пазат со децата, да јас, например, бев поголем присталица за онлайн учење, отколку на директно учење, затоа што тоа носи дополнителни ризици за пренос. Поготово сега? Па да, особено сега со оваа бројка. Но една работа што би сакал да напоменам, да знаат гледачите, ве молам кога се информирате за инфекциите и особено сега за COVID-19, да се информираат од релевантни информативни зони, да си гуглаат. А не по да речем, ајде сега по социјалните мрежи. Така е. Едноставно треба да имате доверба во оние информации кои што медицински навистина издржано ќе бидат пренесени. Впрочем, знаете како, денеска имате официјални институции од типот, еве, да речеме на Светска здравствена организација, ФАО, имате, например, портали кои што и се спомнати портали, кои што се чисто медицински, кои што ви даваат информација, и наши медицински портали, зборам македонски, кои што може да ви дадат информација за тоа како што е. Да. За сите наши прашања, а ги имаме навистина многу, а најголемото прашање до сите нас кога ова ќе заврши? Прашањето кога ќе заврши, од аспект на читањето на информациите, има една прекрасна реченица на Максим Горки, кој има кажано: пазите кога читате книги за медицина, може да умрете од печатна грешка. Така е. Многу ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од понеделнички од нашата утринска програма, па ние повторно се гледаме со оглед на тоа дека се соработуваме со сите вас во Систина, и убаво е вака во ова време да споделиме и за дечињата. Се надевам дека овие совети да опреат до сите. Ви посакувам секое добро. Благодарам.